Почнуваме со дебатниот дел, како што најавивме. Тука во студиото е господинот Дарко Симуновски, експерт за криптовалути. Со господинот Симуновски разговаравме веќе неколку пати на оваа тема. Ги следиме на некој начин и бранувањата во светот на криптото, овие осцилации нагоре и надолу, и верувам дека така отприлика се движи и довербата на луѓето нагоре и надолу во однос на криптовалутите, но ќе се обидеме сега аргументирано да ги објасниме и суштински сите дилеми, што се случува, зошто се случува и да се обидеме да дадеме некои одговори. Вака, генерално, како за вовед на разговорот, како гледате моментално на криптопазарот? Доста е нестабилен, криптовалутите падна, флуктуираат тука некои 10-20%. Вака прво една генерална оценка, како гледате на тоа? Јас веќе многу пати имам спомнато, повторно ќе повторам. Значи, криптовалутите представуваат еден вид на финансиски маркет, што е најмалиот маркет што постои од другите финансиски маркети, како комодитети, обврзници и акции. Само за подсетување, ако споредуваме од јануари, почетокот нова година, па се до ден денес, акциите моментално тежат негде околу 100 трилиони американски долари, маркет капитализација, и има пад од скоро 50 трилиони американски долари маркет капитализација. Еден така голем, робусен маркет падна за 50%, што стана за криптовалутите, што представуваат еден мал фрагмент од овие финансиски маркети. Моментално негде се движиме околу 1 трилион маркет капитализација на криптовалутите. Така да, значи... Сакате да кажете дека релативно малку средства се инвестирани во криптовалутите на глобално, на светско ниво? Да, апсолутно, затоа што тоа сепак станува збор за еден нов пазар и исто така во врска за овој пазар исто информациите што идат од главните мејнстрим медија, да речам, има доста тука полувистини или неточни работи што се изнесуваат, за разлика од другите традиционални финансиски маркети. Тоа исто така придонесува и обемот на криптовалути како еден маркет е доста мал и е многу подлежи на поголеми промени кога станува збор како сега што сме во рецесија. И исто така морам да спомнам дека кога се качуваат каматните стапки на централните банки, со тоа се тргаат средствата од сите финансиски средства и се ставаат во обврзници, затоа што ако гледаме пример на америчката берза за обврзници, тука ќе видиме дека тоа што го даваат како каматна стапка е на рекордно ниво во последниве 20 години, така да доста инвеститори се префрлуваат и на тоа како посигурно, затоа што го сметаат дека е посигурно, но де факто, ако навлезиме на тоа како фиат валутите од месец за месец ја губат својата вредност и која би ги пресметале тие работи и не е толку криптомаркетот не е толку волатилен колку што моментално фиат валутите се волатилни. Да, тука имаме инфлацијата, има и други фактори. Ајде да почнеме вака конкретно со конкретните случувања. Најнов настан во однос на криптопазарот е пропагањето на FTX берзата или FTX компанијата, која беше една од поголемите компании кои тргуваат со криптовалути. Пропагањето на таа компанија предизвика и остар пат на биткоинот, што ги повлече сите други криптовалути. Сега гледаме дека Binance треба да ја превземе, да ја купи FTX, не знам до каде е таа работа, но кажете ни, ова е уште една компанија која пропадна, имаше и други предходно. Тоа ми се чини дека ја зголемува недовербата на криптопазарот. Како гледате вие на ова? Видете сега, значи, кога споредуваме со овие традиционални маркети, кај криптовалутите е малку поинаку, затоа што пред се морам да напоменам за гледачите да стане појасно. Значи, овие ентитети што пропадна, значи преходно исто така еден голем менувачница, односно штедилница за криптовалути како Celsius пропадна, тоа се случува затоа што прво треба да разјасниме дека они не го презентираат криптосветот и сето тоа што го носи криптоиндустријата како појава. Они се пред се фирми,
централни менувачници. Они не функционираат на самиот блокчейн, туку едноставно они земаат криптосредства и после тоа им ги даваат на користење на корисниците. Тие се зависни де факто од ликвидност и тие се зависни од некои инвеститори да ставаат средства да вложуваат на нивните менувачници. Кога имаме еден ваков како пат, впрочем и било која друга финансиска компанија отприлика. да. И кога имаме еден ваков пат на маркетот, они се соочуваат со тој проблем на ликвидност, затоа што за да даваат они каматни стапки, они де факто морат да ги земат истите средства што ги земаат од инвеститорите и самите они да ги користат други платформи на децентрализирани финансии и земаат од едно место каматна стапка за да можат да исплатат на своите корисници. И во едни вакви ситуации кога има пад на маркетот, тие имаат проблем со ликвидност и токму затоа се случуваат овие падови. Јас многу пати, често пати имам споменато, еве и сега пак ќе споменам, исто и во мојата книга, тоа го пишувам многу јасно и концизно, зборувам за тоа дека секој еден инвеститор не сме никако да чува криптовалути во централни менувачници, затоа што поентата на крипто светот не е да се чува на централни менувачници, туку треба ние самите да бидеме своја банка. Тоа е главната поента на крипто светот и секогаш им кажувам да ги чуваат на независни новчаници, дигитални или хардвер волети. Добро, значи сега да објасниме за оние кои не се толку добро упатени, кога зборувате за менувачници, значи зборуваме за Binance, зборуваме за Coinbase, например, каде што луѓето најчесто тргуваат и ги чуваат своите пари таму. Значи вие велите тргувајте таму, но таму не ги чувајте парите. Апсолутно. Тогаш, добро, ајде да објасниме каде да ги чуваат луѓето парите. Тоест, криптовалутите. Значи вака, да направиме една споредба. Кога некој купува криптовалути и ги чува на централна менувачница, технички не ги поседува криптовалутите. Значи, тоа е исто нешто слично како во банка. Друго е да имате кеш во джеп, а друго е да имате пари во банка. Значи, треба да добиете дозвола од банката за трансакција. Тоа истото се однесува и на централни менувачници. И затоа, поради тоа јас зборувам, значи, за да имате целосна контрола на вашите средства, вие мора да ги користите независните новчаници, дигитални новчаници, како што се Metamask, Exodus, Coin98, значи, во тој случај, кога чувате криптовалути на овие новчаници, вие сте во тотална контрола на вашите средства и без разлика дали пазарот паѓа и колку и да паѓа, вие де факто повторно без разлика на се ќе ги имате тие средства и ќе ви бидат безбедни, затоа што не зависите од трета страна. А во случајов на централни менувачници, вие зависите од нивната ликвидност, зависите од тие централни менувачници и со тоа не ви се сигурни средствата. Значи, да повторам, кога се чува на независни новчаници, како вие што спомнав дигиталните или хардвер волет, како што се USB, јас би сакал и сега малку да покажам еден пример за гледачите, не знам дали ќе така може да видат. Добро, ова е USB, така. Ова изгледа како USB, ова е фактички хардвер волет, Ledger, значи, ко има можност да ги чуваат во ова е исто како пример, еве, една споредба направиме, како еден сеф дома, значи чувате да речеме одредени работи, кеш или било што. Значи ова така би му дошло затоа што на овој начин кој чувате вие средствата ги имате во блокчейн мрежата. Значи блокчейн мрежата е тоа крипто светот, тоа што го презентира. И во тој случај тогаш 100% се сигурни средствата. Никогаш не може да се случи да изгубите средства, вашите крипто средства. Значи ова е буквално ова е најсигурен начин. Значи да се ги имате дома на некој хардвер, дали е USB, дали е хард диск, не е битно. Секако. Ова е значи хардвер волет, но има и дигитални новчаници, тие што ги спомнав, компатибилни се за да се користат на компјутер, на телефон, значи и тоа е најдобриот начин да се чуваат крипто средствата, апсолутно, затоа во спротивно ризикувате ликвидност, кога губат ликвидност овие централни менувачници и со тоа ризикувате да ги изгубите средствата. Но на овој начин, како што покажав сега со хардвер волетот или овие дигитални новчаници, вие де факто ги чувате вашите крипто средства во самиот блокчейн и тоа дава 100% сигурност.
Добро, ајде да видиме сега што се случува во однос на пазарот, криптовалутите, како што кажавме, кога отприлика од кога го достигнаа врвот, пикот, тоа беше лани месечени преклани до ноември, да. Од тогаш имаше некои падови и може да се каже дека пазарот цело време е во една надолна линија со осцилации горе-долу, но во надолна или во, да речеме, на еден најоптимистички начин во некаква стагнација сега, каде што осцилира по 10, 20, 30% горе долу. Предпоставам дека голем дел од инвеститорите, особено оние кои имаат помалку искуство, во тие случаи паничат, продаваат, ги даваат своите средства, си велат, дајте ја само да се ги земам своите пари, да се ги имам на сигурно, па после нека биде што сака и со загуба. Тоа се тие дилеми кои ги имаат луѓето и кои тргуваат со акции, не само со криптовалути, знаеме отприлика тоа се истите дилеми, но што да се прави во овие моменти кога пазарот е ваков? Искусни инвеститори. Сите искусни инвеститори, да не набројувам, значи, еве пример, Бафет, сите тие искусни инвеститори, вакви работи кога се случува вакви крашови, значи вакви падови на сите финансиски пазари, вклучувајќи и на криптото, прав инвеститор овие ситуации ги користи за акумулирање и купување на финансиски средства. Без разлика дали за кој пазар зборуваме, дали тоа за акции, дали тоа за криптовалути, значи ваквите моменти. Принципот на тргување е сличен, да. Принципот на тргување е многу едноставен, значи кога цената е долу треба да се купува, кога е горе треба да се продава. Но меѓутоа доста луѓе што немаат искуство како инвеститори почнале на почеток и нормално е кога немате искуство да се случува таа паника, значи многу луѓе што немаат искуство од паничење ги губат своите средства, односно загубата е кога вие продавате де факто. Значи вие не сте во загуба се додека ги чувате и не ги продавате. Значи кога ќе ги конвертирате во долари, тогаш е загубата ако паднала цената како што е сега пример. Значи затоа на сите сакам да ја кажам. Јас често тоа го напоменувам дека мојот пристап е малку поинаков, односно се базира на фундаментална анализа и претходно кога сум тргувал со акции, исто така сум правил фундаментална анализа, исто тоа го правам сега со криптовалутите, фундаментална анализа. Што значи тоа? Најбитните работи како инвеститор е да оцените финансиското средство во што вложувате. Во што вложувате и зошто вложувате. Тоа е првата работа. И втората работа е тајмингот. Тајмингот е многу битен за секој еден инвеститор. Значи, ваквите моменти, јас лично како инвеститор, јас се радувам на вакви крашеви, на вакви падови, затоа што ваквите падови ми даваат можност да си купам некои одредени финансиски средства, дигитални средства во случајов криптовалути, што знам дека имаат квалитет и што знам дека на долг рок ќе одат многу погоре во својата цена. Јас, ако се навратам назад, исто така, конкретно за криптовалутите, најголемиот шопинг што сум го направил беше на крајот на 2019, исто имавме еден голем пад. Биткоин во таа година стигна негде околу 18.000, па после падна на 4.000. Тогаш сите во паника продаваа, мислеа дека готово е, крај. Јас тогаш напротив купував и тоа сами знаете дека лани кога стигна до скоро 70.000 долари, тоа очигледно се види дека не е така. И истото, ова едноставно се повторува. Секоја година гледаме дека се повторува, особено кога ни станува за светска криза и тоа е сосема очекувано за мене, но меѓутоа е одлична можност за акумулација за понатака кога ќе се исправат финансиските маркети, кога економијата ќе заздрави, верувајте, значи многу луѓе ќе погледнат наназад и ќе сватат дека пропуштиле животна можност, затоа што криптовалутите може да дават поврат од 1000 на 100, снимале ситуации и 10.000 на 100 поврат. Да, имало, да. Го спомнавте Ворен Бафет, тој е еден од луѓето, ми се чини, кои не веруваат во криптовалутите. Да. Има различни инвеститори, од тие зборуваме од големите
големите китови, whales, како што ги викаат во финансиските пазари, но има други па кои веруваат, да речеме како Елон Маск, кој е познат по тоа што кога тој твитнува и влие врз криптопазарот, нагоре или надолу. Како оди тоа, ги следите вие, како оди тоа прифаќање на криптовалутите од големите играчи? Гледате ли таму некои промени или од прилика закопани се на своите позиции тие и не мрдат? Значи, финансиските пазари, како што реков, се многу поврзани со централните банки и со монетарната политика во сите држави. Значи, прво од тука мора да почнеме. Јас исто така сакам да прецизирам дека од кога постојат криптовалутите, прв пат, од пред 2 години, прв пат веќе институционални банки почнуваат да влагаат во криптосветот и да вложуваат финансиски средства, односно да купуваат криптосредства. Тоа е ново. Тоа е ново, да. Како тоа е ново. Може би дел публиката не е запознато. Grayscale се најголемата институционална банка што нуди криптовалути, криптосредства на своето портфолио. Има дел од 60 од прилика криптовалути што ги нудат они на инвеститори, институционални инвеститори, како што се JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs. Значи, јас велам, ако не морате на никој да верувате, погледнете ги најголемите институционални играчи во светот, погледнете ги нивните потези, не тоа што го зборуваат. Они прават обратно, зборуваат јавно против криптовалути, но меѓутоа исто така јавно може да се види дека они купуваат криптовалути. Сега, едно морам да напоменам. Значи, криптовалутите се нешто што ќе остане во иднината, де факто. Затоа што овој свет оди кон дигитализација. Исто така и централните банки комплетно ќе ги дигитализираат своите валути. Тоа што ги имам спомнато, дигитална валута на Централна банка. Комерцијалните банки де факто нема да постојат и се ќе биде дигитализирано. И криптовалутите ќе бидат дел од тој свет. Ќе има држави каде што криптовалутите ќе функционираат во симбиоза со монетарниот систем, односно со фиат валутите. Да, но гледаме дека тоа не помина толку добро, да речеме, со Ел Салвадор. Тие се пионери на некој начин, први го направија тоа со биткоинот и според она што го гледаме, не им оди баш премногу добро во тоа што они го усвоја биткоинот како национална валута. Јас не би рекол така, ако ги погледнете параметрите, пример, во Европа имаме 10% инфлација, силни економии имаат преку 15-20% инфлација, Ел Салвадор има само 7% инфлација, прва е таа работа. Нивниот туризам се зголеми за преку 56% во оваа година на туризам. Исто така инвестиции привлекува внимание со тоа на цел свет. Секако. Затоа што се промовира бесплатно фактички. Бидејќи сите ги пренесува. Да. И сега можеби тоа не изгледа така перфектно од оваа гледна точка како што пазарот е паднат, но верувајте, сите ќе се минуваат капа кога ќе видиме нови рекорди во криптовалутите, по-конкретно во биткоин. Сметам дека на председателот Букеле, мислам дека тоа беше маестрален потек. Имаше он критики, многу добри критики од ММФ, но меѓутоа ММФ си ги штити своите интереси нормално. Но меѓутоа времето покажа дека Ел Салвадор де факто направи добар потек, затоа што сепак зборуваме за економија што е прилично слаба економија. Тие имаа проблеми во преходно, изгубија својата национална валута, веќе одамна го имаат доларот како национална валута и сега со имплементирањето на биткоин веќе пред година и пол, лани во јуни, економијата полека веќе оди закрепнува. Сега со оглед на ова светска новонастаната ситуација на рецесија, нормално е дека и тие ќе бидат ефектирани, но меѓутоа тој удар е помал за разлика од други послаби економии. Да, добро, имаме случаи каде што традиционалните валути имаат страшна девалуација. Еден од тие примери е турската лира, која на пример падна 70-80% од почетокот на годината, ако правиме такви споредби од прилика со биткоинот. Добро, докаде оди
усвојувањето во реалниот бизнис, да речеме, вие ги спомнавте банките, но што е со компаниите, дали тие почнуваат да се отвараат кон криптовалутите, сега зборуваме за овие најголемите светски играчи? Да. Прво ќе почнам од Visa и Mastercard. Visa и Mastercard, штом ќе излезат овие дигитални валути на централни банки, Visa и Mastercard може да изгубат тотално својата работа. И тие се свесни за тоа. И токму затоа они со широко отворени раце ги прифаќаат криптовалутите и денес можете вие на доста места да купувате со Visa и со Mastercard преку криптовалути. Исто така бевме сведоци како пример Revolut, едни такви платежни провајдери, веќе имплементираат криптовалути како дел од тоа. Исто тоа јас пишував на мојот вебсайт Token Paddock за тоа, овие што се за праќање на средства како Western Union, ова другата сакав да ја спомнам сега на врвот од јазикот ми е како се викаше, MoneyGram, да. MoneyGram. MoneyGram сега веќе имплементира уште 3 криптовалути, наместо да се праќаат фиат валути, да може секој преку апликацијата моментално има можност за 3 криптовалути, Bitcoin, Ethereum и Litecoin. Значи, ако тоа не е показател, не знам што, да не зборувам за институционалните играчи, банки, значи како што спомнав, тие веќе дефинитивно тргуваат со криптовалути, но меѓутоа се уште не е на тоа ниво, затоа што, како што реков, рецесијата ги извлекува парите од финансиските маркети и ги става во врзници. Во оваа ситуација не можеме ние да очекуваме некои големи движења нагоре на било кои финансиски маркети, вклучувајќи и акциите. Се додека се креваат каматните стапки. Кога ќе дојдеме во една ситуација каде што ќе треба да се престане со кревање каматни стапки, а тоа ќе биде кога ќе се намали, кога ќе се намали оваа инфлација, затоа што целта на таквите мерки на централните банки е да се намали инфлацијата. Кога тоа би се случило, дефинитивно ќе видиме еден голем пораст за брзо време на сите финансиски маркети, вклучувајќи и на криптопазарот. Да, во однос на ова имаме, не ми се чини, туку факт е има премногу криптовалути, има премногу коини, има многу токени, ги имаме NFT, има многу разни деривати во криптопазарот и тука луѓето можеби оние кои се обидуваат да тргуваат некогаш се губат, ги имаме оние традиционални кои се Bitcoin, Ethereum, Litecoin и така натаму меѓу првите, но потоа има илјадници кои се нудат и вие кога велите дека треба да се направи добра анализа на она што купувате, фундаментална анализа, да видите што е тоа, дали вреди, што вреди, но тука не се сите баш способни да го направат тоа, предпоставувам. Кој е вашиот совет тогаш кога луѓето ќе се соочат со такво едно шаренило на избор? Да. Пред се без разлика за секој... Бидејќи само што ова сакам да кажам. Тоа го прават, предпоставувам и мислам дека е така, бидејќи кога вложуваат во овие традиционални, отприлика тука движењата не се толку големи. Не може биткоинот сега да порасте за 500%, за 1000%, но тие ја бараат таа шанса во тие некои понепознати коини, но таму исто така може и многу да се изгуби. Апсолутно, значи колку поголем ризик, толку повеќе постои шанса да се добие многу, но меѓутоа постои шанса и да се изгуби. Тоа е една работа, но меѓутоа ако пред се, значи за секое вложување на финансиски пазари, без разлика кои се, вклучувајќи криптовалутите, мора човек да е едуциран. Мора инвеститорот да е едуциран, да знае во што вложува и зошто вложува. Пред се. Прво од тука да почнеме. Втора работа е, значи, како што реков пред малку, кога знаеме какво финансиско средство вложуваме, исто така треба да го знаеме тајмингот. Вакви моменти кога паѓаат финансиските маркети се одлична можност за вистински прави инвеститори да вложуваат. Сега прашавте вие како луѓето што не се запознаени. Они ќе мора да продолжат со едукација и исто така да следат луѓе што пред се ја зборуваат вистината и луѓе што прават анализи вакви.
Јас токму затоа имам бесплатно на мојот вебсайт секој да може да погледне фундаментална анализа за одредени проекти и има и други вебсајтови што се занимаваат со такви анализи и јас им сугерирам да ги следат тука препораките, но меѓутоа тоа секако не е финансиски совет, значи сепак тоа е на своја рака, али мора да има едукација. Без едукација не е возможно да дојдете до правиот потек, што може да ви донесе голем поврат. Проблемот денес е што, ако гледаме кај криптосветот, 90% луѓе што инвестираат во криптовалути не се едуцирани. Тоа е проблем. Затоа што, како што рековте вие пред малку, Елон Маск ќе твитува нешто и тие купуваат. Сериозен инвеститор не следи дали некој твитнува и што твитнува. Апсолутно. Значи, треба да се направи анализа и треба да се погоди тајмингот. А инаку, има денес околу 20.000 криптовалути. Криптовалути понатака ќе излага доста и понатака ќе пропаѓаат доста. Затоа што треба да се види, како што реков, кога правиме анализа, гледаме одржливоста, технологијата, иновацијата, тие работи се многу битни да се видат. Значи, ако погледнете вие денес топ 50 листа на криптовалути, според маркет капитализација, вие ќе видите дека инвеститорите, поголемиот дел од нив во криптоиндустријата, буквално не се едуцирани. Замислете, ние имаме меме токени во 50, топ 50. Меме токени не презентира никаква вредност. Тие се шпекулативно средство. Јас тоа и многу конкретно го пишувам во мојата книга. Зависат само од купување и продавање. Ако ги купуваат, вредат, тако не? Од шпекулација, да, како што рековме пред малку, со твитување. Од тоа зависат. Но меѓутоа, кога ќе најдете добар проект што има иновација, што има соодветна технологија, затоа што пред се морам да прецизирам. Криптовалутите презентираат, повеќето криптовалути, не сите, презентираат одреден проект. И со тој проект, тоа е склоп на технологија и на економија. Затоа што тие во своите токени имаат одредена економија. Како што имаат централните банки одредена монетарна политика за фиат валутите, така секоја криптовалута има своја економија за своите токени. Така да кога ги гледаме овие работи, ако се следат како што треба со адекватна едукација, тогаш сигурен сум дека успехот е неминовен. Да, она што исто така се случува како момент е енергетската криза која на некој начин е поврзана со криптопазарот и со криптовалутите. Например, цената на струјата која многу поскапе, која сега веќе бранува во сите сфери, предизвикува дополнителна економска криза. Знаеме дека голем дел од криптовалутите се зависат од тоа така наречено копање, од майнинг, тоа па зависи од цената на струјата. Колку тоа влијае врз криптопазарот, колку тоа влијае за луѓето да се откажат од копањето и на тој начин придонесува на намалување на вкупниот волумен. Многу мајнери, многу крипторудари се откажа од мајнирање на 15 септември, затоа што Етериум мигрираше, го смени својот консензус внатре во блокчейн, во својот блокчейн мрежа и го смени својот консензус од доказ за работа. Тоа е кога се мајнира со компјутери, значи треба компјутерска сила за тоа. Во случајот нивни беше со графички картички и сега мигрираше во proof of stake, односно доказ за удел. И сега се намали користењето на електрична енергија, односно пошто нема сега мајнирање од 15 септември во Етериум, електричната енергија се намали за 99,7% во користење. Значи, единствено што треба е да поседувате криптосредства одредени во случајов за Етериум, за да можете да бидете валидатор, ако доколку сакате на некој начин, тоа би народски кажано, тоа би дошло ко мајнирање. Значи, тоа е едната работа и треба, исто така сакам да напоменам дека 90% крипторударење што се случуваше со графички картички се случуваше на Етериум мрежата. Сега со оваа миграција тоа не постои. Затоа ние видовме една ситуација каде што многу мајнери престанаа со работа, тоа е поради оваа причина. Се извинувам. Што се однесува за биткоин.
Биткоин ќе се рудари уште наредните 100 години, според консензусот на алгоритмот во самиот блокчейн. За разлика од другите криптовалути, кај биткоин не е можна никаква промена да се направи. Тоа технички се вика hard fork. Постојат некои мали измени, но меѓутоа не сами во консензусот на мрежата. Сега, јас уште лани многу пати спомнав дека кога некој сака да инвестира во мајнирање, односно во крипторударење, во случајов биткоин, таа е таа криптовалута што најмногу се рудари, јас секогаш предложував и се уште тоа го кажувам, мора да се користат еден таков инвеститор кога инвестирате веќе во апрема за рударење. Значи, препорачливо е да бидете независни во енергијата, односно да користите обновливи извори на енергија. Да го направите и тоа во склоп на инвестицијата. Да, затоа што јас тоа лани го кажав, затоа што јас знаев дека ќе се накачи електричната енергија. Јас лани многу пати кажав дека ќе има инфлација и тоа се случи. И токму поради тоа, значи, за да бидете одржлив на полул рок, де факто еден мајнер мора да има обновливи извори на енергија, за да може безпрекинно да мајнира, односно да вади профит. Така е поисплатливо секако. Секако. Тоа е во склоп на инвестицијата. Го спомнавте Етериумот. Имаше многу предвидувања пред да заврши копањето на Етериум, што ќе се случува со таа криптовалута, дали кога ќе заврши рударењето, дали таа ќе се покачи или ќе падне, бидејќи има тука различни анализи. Едната е дека кога ќе прекине да се произведуваат нови Етериуми, дека тоа ќе ја качи цената на самата валута со тек на време. Други па дека кога ќе прекине интересот за рударење, ќе прекине интересот и за самата валута. Отприлика не се случи ни тоа, таа гледаме дека сега се уште одат заедно у пар со биткоинот, кога паѓа едниот, паѓа и другиот и кога растат и обратно. Кој е ваше предвидување за Етериумот? Што мислите дека ќе случува сега, откако таа валута веќе не се копа? Да, прво вака, сега да прецизираме за сите гледачи. Етериум, кога значи, без разлика, било која криптовалута, значи, кога станува збор за монета, коин, со свој блокчейн, како е Етериум, пример, и другите, зависи консензусот на функционирање внатре во блокчейн мрежата. Значи, едниот начин е, како што реков, доказ за работа, во случајов како што е биткоин. Во тој случај, мајнерите што прават? Тие одржаваат мрежата, и со тоа ја прават децентрализирана и исто така ја прават да биде сигурна таа мрежа. И со тој процес на рударење, они вадат нови биткоини во пазар, ги пуштаат во пазар. Така оди тоа. Значи, по секој измајниран блок се добива моментално се уште 6,25 биткоини по еден измајниран блок. Се создаваат нови, да. Да. Сега, од друга страна, каде што имаме консензус, доказ за удел, како што во случајов се префрли Етериум, во тој случај нема користење на машини за да се рудари и ваѓањето на нови криптовалути во пазарот оди во самиот алгоритм, во самиот консензус, односно на период. И тоа е утврдено внатре во алгоритмот како ќе оди пуштање на нови коини, односно на нови Етериуми во промет. Значи сепак ќе се создаваат нови Етериуми. Секако дека ќе се создаваат и што е многу битно да спомнам, има неколку криптовалути, вклучувајќи и Етериум, што има неограничена залиха. Но меѓутоа има ограничен начин како се пуштаат во пазар. Како што реков, тоа зависи од внатрешниот консензус на самиот блокчейн. За разлика од биткоин, до 2000 и уште наредните 100 години проценката е дека додека ќе се мајнира, додека не излезе 21 милион биткоин во оптек во пазар. Моментално сме прилика на 19 милиони и 200, од прилика над 200.000 и треба уште 100 години да поминат да се испуштат и овие остаток од нецели 2 милиони. Значи, тоа е начинот на функционирање. За разлика овде каде што имаме неограничена залиха, но меѓутоа е ограничен начинот како се пуштат тие во промет. Да, добро, сепак е, значи,
ограничен бројот на етериуми кои може да излезат. Секако дека е ограничен, тоа да не се збунат гледачите, апсолутно. И тие намерно направија со оваа миграција, направија една промена само во мрежата, за да го направат повеќе дефлационен овај етериумот. Тие направија се помалку да излагаат во пазар етериуми, и со тоа де факто да го направи дефлационен. Значи, целта на секоја криптовалута, како што реков, тие имаат своја монетарна политика, како ги испуштаат криптовалутите во пазар. Скоро сите криптовалути, односно, сите криптовалути го имаат тоа. Значи, начинот е сега што секој има различен начин како тоа го прави. И, како што реков, најголемиот дел од сите криптовалути имаат ограничена максимална залиха, и тоа е исто така многу битно, и сите тие се креирани за да бидат дефлациони. Сега, нормално ние тоа не можеме, обичен човек тоа не може да го види сега, затоа што, како што реков, и како што знаеме сите, светската економија крашира и паѓа, така да не можат тие да бидат имуни, тие се дел од таа економија, апсолутно. Да, добро, во однос на регулацијата, што мислите вие за регулацијата? И тука има различни мислења, дали криптопазарот треба да биде регулиран или не. Има и за и против во однос на таа идеја, бидејќи доколку го регулирате, на некој начин им давате сигурност на луѓето, но доколку го регулирате, на некој начин го ставате на исто рамниште како и централизираните финансии, како класичните банки, и на некој начин така блокчейнот ја губи онаа предност која има вака, кога е децентрализиран, бидејќи ако државата го контролира, ако ги постави условите за игра, тогаш е прашањето па што би добиле да инвестирате таму. Значи имаме и за и против аргументи, кој е вашето мислење? Прво, значи за било кој што е против за криптовалутите, дефинитивно тој не е едуциран, поим нема за криптовалути, само човек што не знае што презентира тие, може да зборува против криптовалути. Тоа е една работа. Прво од тука да почнеме. Сега, кога станува збор за регулација, јас лично сум за регулирање на криптовалутите. Сега, ако случајно државата не ги регулира, тогаш криптовалутите се во сива економија. Ние да држава нормално не би сакала да има сива економија, ниту јас не сакам да има сива економија. Затоа што една таква ситуација не е добро за државата и да појасниме само, нерегулирани значи еве на пример отприлика како што е статусот во Македонија. Да, значи не е забрането да се тргува со криптовалути воопшто, тоа треба да се појасни. Да. Сите оние случаи кои ги имавме беа поврзани со крадењето струја, а не со тргувањето само. Значи не е ни забрането, не е ни дозволено, значи едноставно тоа е едноставно не постои нигде, лебди во воздух. Да, лебди во воздух. Да. Значи тоа дефинитивно не е добро за никој. Сега од друга страна имаме погрешен пристап како што го направи Кина. Кина е комунистичка земја и тие имаат тотално централистичко уредување и тие сакаат да имаат 100% контрола на се, што де факто дури во економијата кога учите, тоа е еден вид на економија на централно управување, дефинитивно тоа не е добро. Значи за економијата да оди напред треба да биде слободна. Во случајот на Кина, они забранија криптовалути, но де факто се уште се тргуваат криптовалути. Зошто? Затоа што самата блокчейн технологија е невозможно да се запре. Не може никој жив да ја запре блокчейн технологијата. Прво од тука да почнеме. Доколку имате интернет, тоа е тоа. Тоа е тоа. Значи не може никаков регулатор да го запре тоа. Сега, кога ги знаеме веќе тие податоци дека не можеме да го запреме, тогаш зошто да не го регулираме и сите да имаме поволности од тоа. Но меѓутоа треба правилни регулации. Во Македонија слушнав некој така од медиуми и прочитав нешто као наводно нешто ќе се регулира, но проблемот е што за секоја одредена тема, значи еве пример, ако се прави одредена регулација во здравство, нормално дека треба да се викнат доктори што се во таа област да се консултираат. Кога се прави, кога се носат регулативи за криптовалути,
треба да се консултира луѓе што се занимаваат со тоа, што го познаваат пазарот и што знаат како функционираат. Јас им стојам на располагање на владата тука, без разлика кои да се, значи јас им стојам на располагање за да направиме една робусна структура на регулација на криптовалутите, затоа што во една таква дадена ситуација, де факто сите ќе бидиме во бенефит. И државата, и индивидуалци, и фирми. Затоа е многу битно да се регулираат, но меѓутоа да се регулираат во тој начин да имаме сите бенефит од тоа. Сега, значи државата ќе земе данок од самото тргување, да речеме. Ќе го даночи тоа, ќе го стави во финансиски колосек. Луѓето ќе добијат една доверба и стабилност во својата инвестиција, кога знаат дека на некој начин тоа е регулирано од државата. И тука навистина е тешко да се каже што е лошо тука во таа приказна. Еве сега сакав да прецизирам една работа. Пример, кога се мајнираат биткоини, еве да речеме, се рударат биткоини. Рударите тие де факто морат да продадат дел од тоа што го изрудариле, значи тоа што го мајнирале, тие ќе го продадат за да можат да си ги платат сметките тековни за одржавање на таа инфраструктура нивна. И со тоа фактички се пуштаат долари во промет. Дали тоа би било лошо? Апсолутно не. Значи ние со ова имаме плюс долари во самиот пазар, затоа што, да прецизирам, во криптоиндустријата имаме наречени stablecoins што презентираат долари и тие секогаш де факто тие се долари, затоа што тие што ги испуштаат овие токени се фирми регистрирани во Америка и тие имаат залиха резерви на долари. И фактички кога имате такво нешто во посед како овие stablecoins, вие имате де факто долар. Сега, кога би се направила една добра регулатива, значи во тој случај сите ќе бидат во бенефит, затоа што овие се дефлациони. Сега, што би се случила на правилна регулација? Прво, значи иновацијата земаме со широко отворени раце и тоа секогаш се знае, иновацијата во технологијата го подобрува стандардот на живење во одредена држава. Тоа се докажало уназад, секогаш не го виделе. Значи, самата технологија тоа го дава. Сега, кога би се направила една таква регулација, државата би имала многу поголем прилив на даноци, него како што е сега, или, не дај Боже, да се забрани. Тогаш, во тој случај, ние одиме во буквално црна дупка, затоа што одиме контра на тоа каде што оди светот. Сега, кога би се направила една добра регулација, јас имам сет пакет мерки како тоа би се направило и може да се спроведи во сите сектори на постоење. Значи, може тие работи, сет регулативи се состојат од две работи: регулирање на самите криптовалути и употреба и регулација на блокчейн. Затоа што ако се користи блокчейн технологијата во јавни институции, тогаш добиваме транспарентност. Кога се користи блокчейн технологијата, пример во земјоделство, во тој случај, пример, кога еден земјоделец произведува одредена култура, во тој случај добиваме ние точни податоци каде е тоа растено, на кој начин е растено, и на тој начин веќе добиваме ние повеќе, самиот земјоделец добива повеќе кредибилитет за да може да извезува насекаде во светот, затоа што во тој случај блокчейн технологијата го гарантира квалитетот и начинот како тоа е одгледано. Тоа е еден пример. Има милиони примери што може исто така да се користи во здравство, во образование, во сите сектори, како што реков, и бенефитите се многу големи. А економскиот дел, државата дефинитивно прво ќе има повеќе оборот, повеќе ликвидност би имало на денарот, на нашата национална валута, со тоа може да се зајакне денарот и ќе има повеќе прилив во државата од даноци. А исто така ќе имаат бенефит сите тие правни лица кога би се тоа регистрирало, правните лица да може да примат криптовалути, но меѓутоа, како што знаеме, тие ќе треба да се конвертираат во денари од долари. Значи, фактички ние добиваме криптовалути, се конвертираат тие во долари, па после одат во пазарот како денари.
Значи во тој случај би се ставило, значи еден голем буст би се даело на Ке се економијата. зголеми ликвидноста на денарот, да. Апсолутно, и тоа во секој поглед Ке може се да биде создаде само добро. подарувачка за денарот. Секако, Да. секако. Добро, вие напишавте една книга, конечно, после сите овие ваши излагања дојдевте и до книга, можете да ни кажете за книгата, за што се работи, кога ќе излезе, каде ќе може да се најде? Да. Книгата, наслова на книгата е Фундаменти на криптоиндустријата. Книгата издадовме преку издавачката куќа Антолог, ќе биде достапна на сите книжари ширум Македонија од 21 овој месец, од 21 ноември ќе биде достапна за секој, така да во оваа книга јас се потрудив да ги ставам тие фундаменти, основи на криптоиндустријата, за да им помогнам на идните инвеститори и постојните инвеститори да имаат литература каде да прочита, затоа што ова де факто е прва книга во историјата на Македонија. Да не мора да бараат на англиски да читаат. Да, затоа што сепак не секој знае одлично англиски и знае каде да бара за да ги добие тие информации. Сите информации што се ставени во книгата се информации што јас пред се и во мојот вебсайт и на оваа книга јас информациите ги земам од самите програмери што работат за овие криптовалути. Значи тие се 100% конкретни информации. Во книгата има 9 модули, почнувајќи од сегашната економија за познавање и исто така од вториот до 8-миот модул, тоа е поделено на 9 модули. Се осврнувам на криптоиндустријата, почнувајќи од блокчейн технологијата. На вториот модул се објаснува блокчейн технологијата, се што презентира, потоа криптовалутите се објаснуваат што се тие, како функционираат, како се делат. Понатака имам исто така модул во четвртиот каде што се објаснува класификација на криптовалутите, на криптопазарот, затоа што де факто сите тие презентираат некаква различна технологија. И исто така во петиот модул пишувам за начини на измами, луѓето да се заштитат од тие начини на измами што се случуваат денес и како да тргуваат. Во шестиот модул се објаснуваат сите овие сега што ги спомнавме на почетокот на разговорот, независни новчаници на децентрализиран начин како да се чуваат криптовалутите, сето тоа е објаснето, исто така новчаниците и децентрализирани финансии. Затоа што тие се фактички вистинскиот носител на криптосветот, а не овие централни менувачници. Исто така, во седмиот модул ги објаснувам NFT, тоа што зборува. Тоа на македонски би дошло незаменливи токени, што е тоа да го презентирам, да го објаснам за публиката. Тоа е, значи, за сите артисти, без разлика дали се сликари, дали се музичари, нема да имаат потреба од издавачка куќа, од музичка куќа продукција, за да можат да го стават својот албум на музика во пазар. Тие ќе можат да го остават тоа преку блокчейн мрежа и на сите корисници да им биде достапна тој вид на уметност, без разлика за што станува збор. Јас тоа го пишувам во седмиот модул и објаснувам како може тоа да се користи. Во осмиот модул зборувам за третата генерација на интернет. Моментално, значи да прецизирам за сите, сега ова што го користиме како интернет апликации, тоа се Web 2, односно втората генерација на интернет. Сега одиме во трета генерација интернет, да прецизирам за публиката што е тоа. Тоа значи дека сите учесници во мрежата, дали станува за социјални мрежи, медиуми без разлика, сите од самото користење на мрежата ќе можат да монетизираат и тоа е на децентрализиран начин. Нема да постои цензура, ние сме биде сведоци многу пати како најголемите социјални мрежи им ставаат секаков вид на цензура. Во овој начин нема да постои никаква цензура и има веќе тоа е во развивање, има доста мрежи што се веќе функционални, имаме децентрализиран Twitter, значи ни такви социјални мрежи, имаме децентрализиран YouTube, што веќе почнуваат да функционираат, но меѓутоа како што реков, популарноста на криптовалутите се уште е мала на светски рамки и многу луѓе не се запознаени од бенефитите на ова. Замислете вие денес да користите една мрежа како Facebook и вие да монетизирате со тоа што имате следбеници и постирате. Тоа е неспоредливо од тоа денес што го имаме. Исто така да не постои никаква цензура.
И на последниот модул од мојата книга се осврнувам на дигиталните валути на централни банки, затоа што еве пример конкретно во Македонија, тоа е табу тема, никој во јавност не спомнал за тоа, не знам зошто. И тие се што е пишано тука се преземени официјални податоци од БИС, тоа е банка на банките во Швајцарија, да појасниме за публиката. Значи, овие дигитални валути на централни банки, за споредба со ова дене што користиме како дигитална валута, значи ние знаеме дека над 90% што се употребува денес како пазар се користи на дигитален начин. Сега, овие нови валути нема да бидат ова што го знаат луѓето и мислат дека станува збор за истото. Не, тоа ќе биде токен на централизиран леџер. И тоа веќе е во пракса во Кина, секој може да провери на интернет, има и на YouTube да видат луѓето како функционира тоа. И тоа дефинитивно не е добро за економиите и за индивидуалците, затоа што на тој начин луѓето потенцијално може да бидат да добијат секакви забрани каде да трошат, на што да трошат и на кое место да трошат, а исто така нема да постои штедење, односно ќе има негативна каматна стапка во овие така наречени демократски земји во Западот, а некаде има дури што се вика во криптоиндустријата burning tokens, односно буквално ако во одреден рок, пример да речеме во 3 до 6 месеци чувате некоја заштеда, не ги трошите парите, може тие да ви исчезнат. Затоа што тоа е токен на централизиран леџер. Морам да прецизирам, не е како ова што го знаеме како дигитални валути. И тоа ќе се случи веќе сега за 8 месеци во Америка, во Европа за нецела година, може би година максимум, веќе тие ќе бидат пуштени за мало продажба. Исто така морам да потенцирам за овие валути, че има две класи на валути. Значи, едната класа ќе биде за централните банки и за корпорации, како што се Microsoft, пример. Да. Значи, тие ќе имаат еден вид на пари, а другиот тип на пари ќе го имаме ние. Односно, што би рекле retail, односно за мало продажба. Овие рестрикции ќе бидат за мало продажба. И тие тоа не го кријат, тие сами кажуваат како ќе прават, наводно за да се стимулирала економијата да има повеќе потрошувачка. Но меѓутоа мотивите се апсолутно други, но меѓутоа нема да навлагаме тука, али како и да е. Во оваа книга, значи многу добро е објаснето се што постои и како функционира во криптосветот. Затоа за секој еден што е инвеститор или сака да биде инвеститор, јас му ја препорачувам оваа книга да ја земе, да ја прочита и ќе биде одлична основа за почеток на инвестиции. Да, и како што вие велите, доколку сакате да инвестирате, едуцирајте се. Апсолутно. Дарко Симуновски, ви благодараме за ова гостување. Ви благодарам многу. Еве, разјаснивме доста дилеми за криптовалутите, имате сега повеќе информации, можете да размислувате на таа тема и да анализирате понатаму.